Како и луѓето, звездите се раѓаат, стареат и умираат. Нивните родни места се огромни студени облаци од гас и прашина, познати како маглини. Најпозната од нив е маглината Орион, која е видлива со голо око. Милиарди години по нејзиното раѓање, кога звезда со средна големина како Сонцето доаѓа кон крајот на својот живот, таа се шири и станува црвен џин. Тоа може да достигне и милиони километри. Замислете еден ден кога ова ќе му се случи на Сонцето, тоа ќе биде доволно големо за да ги проголта планетите Меркур и Венера. Откако ќе ги издува надворешните слоеви на газ, звездата колабира и формира многу густо бело џуџе. Една лажичка материјал од ова бело џуџе би тежала до 100 тони. Во текот на милиарди години, белото џуџе се лади и станува невидливо. Но не грижајте се, тоа нема да му се случи на нашето Сонце уште околу 5 милиарди години. Малите звезди живеат долго време, повеќе од 10 милиарди години. Нивната смрт никогаш не била забележана, но се очекува тивко да го завршат својот живот и на крајот да исчезнат. Најголемите звезди многу ненадејно го завршуваат својот живот. Кон крајот на нивниот живот, тие се претвораат во црвени суперџинови, пред на крајот да се разнесат во огромна експлозија на супернова. За една недела или повеќе суперновата ги надминува сите други звезди во нејзината галаксија, потоа брзо избледнува. Останува само мал, густ објект, неутронска звезда или црна дупка, обкружена со облак од многу жежок газ што се шири. Елементите направени во суперџинот, како што се кислородот, јаглеродот и железото, се расфрлаат низ Вселената. Оваа звездена прашина на крајот прави други звезди и други планети.